Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Во клиничката болница во Тетово во моментов се хоспитализирани 39 пациенти со COVID-19. Најмладиот е на 40 години, додека најстариот на 76. Во услови на пандемија, кога луѓето живеат под голем притисок и во страв, може да настрада менталното здравје. Психата да остане стабилна, нагласуваат психолозите. Мавровско езеро испразнето како никогаш досега. Надлежните се правдаат на лошата хидролошка состојба. Високи дневни бројки на новозаразени со COVID-19 во Тетовско. Медицинските лица со проценки дека бројките ќе се зголемуваат, поради што се прави реорганизација на персоналот и болничките оделенија. Активно болни во овој регион се 960 лица. Состојбата со пандемијата е сериозна. Во клиничката болница во Тетово во моментов се хоспитализирани 39 пациенти со COVID-19. Најмладиот е на 40 години, додека најстариот на 76. Вчера битката со болеста ја загуби 59 годишник со коморбидитет, срцево заболување. За разлика од предходните денови има помалку пациенти, но вирусот е многу опасен, вели доктор Гзим Нуредини од ковид центарот. Да речем, за среќа имаме намален број, но кога имаме смртни случаи, тоа не е добар знак дека вирусот знае да биде многу опасен. Така да сме имали смртни случаи со нејасна ситуација, клиничка слика. Нормално дека овде кај нас сега не е као, да речеме, пред една година со вакви пневмонии како е направена тријаж. Сега некако се трудимо за да пациентите кои што навистина се задолжително на кислородна терапија да се стационират и пациенти кои што имаат навистина крвна слика која што обавезно бара хоспитализација. Има и пациенти кои што инсистираат сами да се хоспитализираат, што нема потреба, бидејќи лекарот, секој лекар што прави крвно исследување, ќе ги види дека параметрите не се толку опасни. И, значи, ова е еден дел. А другиот дел, пациенти кои што се тешки нормално на кислород, тие мора да седат и за жал, тие се сите хронични пациенти. Не е тоа една недела, може би и 3 недели ќе треба да седат, зашто и месец дена. Така да и тоа е тешко, али тоа одлучува нормално докторот што го прими и ги води во оделение. Според проценките на лекарите се очекува зголемување на бројот на хоспитализирани, поради што се подготвени за нова реорганизација. Многу влијае како народот се понаша и надвор. Нормално дека и вирусот знае да биде многу опасен, али носење маски, заштита, некои не ја сваќат сериозно. Ова мора да се свати сериозно. Оти зимата до јануар, февруар, март, ни не знаеме како ќе биде. Можеме сите да биде инфицирани. Па сега имаме и стресни ситуации и народот е некако исцрпен и тоа влијае. Може да имаме понатаму и изголемен број на помлада популација. Не значи дека старите ни се со слаб имунитет, па ги имаме нив имат и коморбидитет. Во еднине можат и помлади, не дај Боже сега и тоа да ни се случи, али затоа треба некако да се внимава и да се чуваме сите. Состојбата со пандемијата е најкритична во текот на овој месец. За само 20 дена во Тетовскиот регион имало 1182 нови случаи, за разлика од октомври кога за цел месец се регистрирани 740. За среќа висока и бројката на оздравени, односно 724. Меѓутоа во овој период има и најмногу починати лица, односно 37 пациенти. Во услови на пандемија, кога луѓето живеат под голем притисок и во страв, лесно може да настрада менталното здравје. Ризикот не смее да се занемари и треба да се обрне внимание психата да остане стабилна, нагласуваат психолозите. Нови случаи 11, 23, 38, 62, починати 10, 20, маски, изолација, седење дома. Ова е пандемиското секојдневие кое го живееме веќе 8 месеци. Владее атмосфера на напнатост, страв, стрес, неизвестност. Во овие услови, кога луѓето под голем притисок пред се мислат на заштита од коронавирусот и зајакнување на имунитетот, лесно може да настрада менталното здравје. Уште на почетокот на пандемијата, стручните лица предупредуваа дека COVID-19 ќе удри врз психата,
и ќе предизвика последици како зголемена анксиозност, несоница, депресивни состојби и слично. Ризикот не смее да се занемари и луѓето треба да внимаваат да ја одржат својата психа стабилна, вели психологот од Гостивар Слагена Ангелковска, која дава неколку корисни совети за добро ментално здравје. Повторно ќе кажам, со малку посвесно и по одозгора гледање на проблемот. Камија да користат јазикот на жирафата, на позитивната комуникација, да гледаат малку одозгора, да го видат проблемот пошироко, а не така само плитко, туку да знаат што ствари е причина за стресот. Многу е важно да знаеме дека ништо во животот не е толку страшно и ништо во животот не е нерешливо. Значи, секој проблем има решение, секој проблем како што настанал може да исчезне. Може би треба само да кажеме дека може би ова ситуација не е пријатна, не е убава, но секако дека ќе помине, а не да кажеме дека ова е катастрофална ситуација и дека ова е нешто страшно и ужасно. Така да се е тука во нас и се е во начинот како ние гледаме на работите на случувањето и како ги дефинираме во нашата глава сите тие случувања. Луѓето различно реагираат на стресот и стравот, некои со игнорирање, некои со вложување поголеми напори за да се совлада ситуацијата, други пак едноставно се препуштаат поради чувството на немоќ. Истражување спроведено во Америка за влијанието на пандемијата врз психичкото здравје покажало дека одредени проблеми се јавиле кај над 60% од испитаниците. Со анкета биле офатени околу 1000 луѓе. Анализата на добиените одговори резултирала со загрижувачки показатели. Дури 61% од испитаниците се изјасниле дека се соочиле со умерена до тешка анксиозност. 30% пројавиле злоупотреба на алкохол, а околу 20% користеле некакви наркотични средства. Диабетичарите се ризична група граѓани за време на пандемијата со COVID-19. Тие уште од месец март телефонски се договараат со специјалистите за добивањето на потребните количини инсулин. Од Сојузот на Здруженија на диабетичари бараат од здравствените власти да се обезбеди непречено функционирање на центрите за диабетес, бидејќи како што велат имаат потреба од редовни контроли. Вкупно 5000 лица се болни од диабетес тип 1 во земјава. Вкупната бројка на заболени диабетичари е околу 125.000, информираат од Здруженијето на диабетичари Тетово. Диабетичарите спаѓаат во ризичната група граѓани за време на пандемијата со COVID-19, а од Здруженијето информираат и дека голема бројка е застапена и во Тетово, особено кога се работи за децата. Ниво на Република Македонија имаме околу 125.000 заболени диабетичари, од тие се околу 44 на инсулинска терапија. А за детскиот диабет кои што се заболени, околу бројката е 500 души што се заболени деца и за жал меѓу тие најголемите се во Тетово и Струмица. Така е таа бројка. А инаку може само да кажем дека ние сме во склоп на Сојузот на Здруженија на диабетичари на ниво на Република Македонија, 25 здруженија, така да се организираме, се помагаме и се бориме за правата за диабетичарите, односно кои што имамо, нормално секој има проблеми, па да реагираме као здружение. Од кога е започната пандемијата во месец март, диабетичарите се јавуваат по телефон за да организираат добивање на потребните количини инсулин. Кога започна за пандемија, започна во март месец, кога се направи вонредна состојба, ние диабетичарите не одевме директно као порано кај се закажа мој термин за да ни дадат 6 месечен рецепт за да подигнуваме инсулин, туку само се јавувавме по телефон. Докторот специјалист кој ше за диабетес ни го искуцува и идемо директно во инсулинската аптека, таму не чека рецептот и подигнуваме за да не се створи што се вика гужва за луѓе да не се заразат со ковидот. Сојузот на Здруженија на диабетичарите пак побара од здравствените власти да се овозможи непречено функционирање на центрите за диабетес во услови на пандемија, истакнувајќи дека имаат потреба од редовни прегледи и контроли. Полицијата секојдневно врши контроли на лицата кои што се во изолација со решение поради позитивен COVID тест или контакт со заболен.
На Тетовско-гостиварското подрачје моментално во изолација со решение се ставени 2204 лица. Во полициските контроли на лицата во изолација на Полошкото подрачје во последното деноноќие не биле констатирани непочитувања. Според податоците од секторот за внатрешни работи, моментално во Тетово вкупно 1418 граѓани се со активни решенија за изолација поради позитивен ковид тест или контакт со заболен, додека во Гостивар таа бројка изнесува 786. Полицијата секојдневно врши контроли дали има прекршувања и упатува апел доследно да се почитуваат решенијата. Граѓани позитивни на вирусот и оние кои имале близок контакт со заразен поради што добиле решение од Државниот здравствен и санитарен инспекторат се должни да ја почитуваат изолацијата. Изминатиот период имавме случаи кога при контролите лица со решенија не беа затекнати дома. На тој начин носат ризик да го шират вирусот. Апелираме на повисока свест за сите мерки за заштита од ковид, нагласуваат од СВР. Нови решенија за изолација во последните 24 часа им биле издадени на 159 лица во Тетовско и 28 во Гостиварско. Инаку засилени се контролите околу носењето на заштитна опрема на лицето. Последното деноноќие во Тетово казнети се 68 граѓани, додека во Гостивар 81 поради неносење маски. Мавровско езеро испразнето како никогаш досега. Надлежните се правдаат на лошата хидролошка состојба. Повеќе од новинарката Милена Вуческа. Мавровското езеро никогаш не изгледало пожално. Езерските води се видливо повлечени, бреговите исушени. Водостојот е исклучително низок, што е невообичаено за овој период од годината. Слична е сликата и со другите вештачки акумулации во државата. Ова зад мене е црквата Свети Никола во Маврово. Веќе долго време, исто како и јас, многу туристи и верници можат да и се доближат и да ја посетат, што не било случај изминатите години, кога вообичаено црквата била потопена под вода. Направивме обиколка околу езерото. Жителите на Леуново велат дека не паметат да било толку испразнето, особено овој период од годината. Точно е велат дека се работи за вештачка акумулација, чија цел е да се произведува струја, но ова е жалосно, особено за живиот свет во водите. Годинава мало повеќе е испразнета него што треба во овој период, иначе во овој период не било вака. Па за овој период кога не паднало ни дош, ни ова, како сакаш да бидат погоре? Како сакаш да бидат погоре кога немат и немат, и ако не падне снег и ќе се остане така езерото? Не знам што се случува. Прошлата година беше повлечено, ама не како ова година. Ова реката мала е, водата нема дотур на вода. Тоа е, што да кажем друго. Катастрофа. Со вештачките акумулации стопанисува електрани на Македонија. Оттаму се правдаат дека 2020 година е исклучително лоша во однос на хидроложката состојба, па водата во езерата се искористила во пообемна мера. Секој понатамошен истек ќе го загрози еколошкиот минимум на котите неопходен за живиот свет, па од тие причини заклучиле дека е потребно привремено да се запре со производство на електрична енергија од хидропотенцијалите. ХЕЦ Маврово тврдат не работи од крајот на септември поради зафат на шахтите, чија цел е да се намалат загубите на вода. Дали потоа хидроцентралата ќе започне или не со производство, ќе се процени врз основа на ситуацијата и потребите. Тетовски активисти со герила акција "Внимавај каде се паркираш" во Тетово. Неформалната група Арт Активизам од Тетово во својата вчерашна акција насловена "Внимавај каде паркираш" на непрописно паркираните возила им поставувала така наречени казнени билети со цел да им укажат на возачите за потребата за поголема совесност при паркирањето и со апел да се внимава на безбедноста на граѓаните и пешаците, чии места за движење се узурпирани од возилата. Предупредување важи за вашето возило. Треба да научите како да паркирате, се вели во пораката на флаерот залепен на возилата. Покрај предупредувањата, активистите поставија и пофалници на оние возила кои што се прописно паркирани, со цел да ги поддржат и истакнат совесните возачи.
Еден од најчестите проблеми со кои се соочуваат граѓаните на Тетово е сообраќајниот хаос и покрај воведувањето на зонското паркирање тешко се наоѓаат слободни паркинг места. Поради ваквата ситуација секој паркира каде што ќе стигне. Од една страна општината не обезбедува доволно простор за паркинг, а од друга страна ако возачите се паркираат погрешно, експресно ги казнуваат. На двата главни булевари во Тетово, Илирија и Линденска, сообраќајот се одвива на половина од коловозната лента поради паркираните комби-такси превозници и други возила, со што метежот во сообраќајот во овие улици станува се поголем, истакнуваат групата активисти. Тие потсетуваат дека со години наназад возилата се паркираат на пешачката зона на самиот плоштад. Полицијата привела двајца тетовци, 32 годишник за уцена и 60 годишник за издржување казна затвор. Вчера од страна на полициски службеници од СВР Тетово е лишен од слобода 32 годишник од село Пирок, поради постоење основано сомнение дека сторил кривично дело уцена. Имено според пријавеното на 19 ноември 2020 околу 21 часот од страна на 32 годишна жителка на Тетовско село. Приведениот ја уценувал преку социјалната мрежа Facebook дека ако не му даде пари ќе објави компрометирачки фотографии. Пријавениот е приведен во полициска станица и по целосното расчистување на случајот против него ќе биде поднесен соодветен поднесок, информираат од Министерството за внатрешни работи. Вчера пред угостителски објект во Тетово, полициски службеници од СВР Тетово, врз основа на издадена судска наредба, привеле 60 годишник од Тетово за издржување казна затвор. Лицето е спроведено во казнено-поправната установа Затвор Тетово за издржување на казната. Здравствените работници кои изминативе месеци се во првите борбени редови во справувањето со пандемијата со апел до граѓаните да ги почитуваме мерките и да им помогнеме, да си помогнеме и на себе си и на нашите најблиски. Капацитетите на болниците се веќе преполнети. Динамиката на излекување и прием на нови пациенти е се потешко одржлив. Би сакал да сватите дека ние неуморно се бориме за здравјето и животот на секој еден пациент. Ангажирани сме цело време со сејот наша желба да пружиме најдобро што може. Одамна прекративме да рачунаме на работно време. И ние имаме семејства, имаме деца, имаме постари родители. И ние не сакаме да однесеме болеста дома, ниту па да се разболиме. Се трудиме и ќе настојуваме ниту еден пациент да не остане без потребната медицинска заштита за третман во болнички услови. Ова ќе трае и само сплотени можеме да дадеме придонес за да можеме да им помогнеме на нашите пациенти. Ве молам, ве замолувам, ве молиме, придржувајте се до препораките, носете ги маските, очувувајте дистанцата. Само така ќе искочиме победници во оваа битка.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Имајте убав викенд. Пријатно!